Министре, добар ден. Што донесе средбата со секретарот за одбрана Панета? Добар ден, можам да кажам дека средбата беше одлична. Пред се беше во една одлична пријателска атмосфера. Разговаравме за темите што ни беа значајни од аспект на билатералната соработка, регионалната соработка, како и евроатлантските интеграции, односно за членувањето во НАТО. Во сета дискусија беше во контекст на стратешкото партнерство што ние го имаме со Соединетите Американски држави. Мислам дека тоа е една одлична основа за натамошен развој на нашата соработка, односно напредување на нашата соработка во сите три аспекти: билатерално, регионално и НАТО. Кои се очекувањето од самитот на НАТО во Чикаго? Реално кажано, знаеме агендата во Чикаго на НАТО е пред се за трансформација на ИСАФ, мисијата во Афганистан и Smart Defense. Меѓутоа, во однос на овој самит, ние сакаме да искористиме можноста и во овој период да се разговара за земјите од регионот, односно за Македонија, и нашата активност е во доколку може да се добие и во самитот во Чикаго покана. Меѓутоа, тоа што е битно, дека нема да создадеме нереални очекувања, дека таа работа е договорена, дека шансите се големи. Тргуваме од позиција кога во агендата го нема проширувањето и сите наши активности одат во насока што повеќе да се сензибилизира прашањето во однос на зачленувањето во НАТО за Македонија и за регионот, дека тоа е интерес како за Македонија, така за регионот и за НАТО. Претпоставувам прашањето за името се наметна како една од темите на разговорите со официјалните американски лица во Соединетите Американски држави. Да, секако. Тие пред се го поддржуваат експлицитно, значи ги поддржуваат нашите напори за членство во НАТО. И исто така ги поздравуваат нашиот придонес во меѓународните мировни мисии и во однос на прашањето охрабруваат да се најде брзо решение помеѓу Македонија и Грција во однос на името. Тоа што од наша страна е како позиција, ние сме отворени, се залагаме за членство во НАТО. Тоа го кажуваме со конкретен придонес во меѓународните мировни мисии, со динамиката на реформите што ги правиме, во континуитет работиме во таа насока и сме спремни да разговараме со Грција конструктивно и отворено во однос на прашањето за името која очекуваме да се надмине со цел Република Македонија да продолжи натаму во чекорите за интеграција во НАТО, односно членството во НАТО. И нашата заложба е конкретно да се каже дека Македонија е отворена за разговори, Македонија е заинтересирана за НАТО, граѓаните на Република Македонија ја поддржуваат, значи, ова иницијатива и ова стратешка определба на владата за членство на Република Македонија во НАТО. Меѓутоа, има ли план Б? Што доколку на самитот во Чикаго нема, како што спомнавте, не е за проширување, меѓутоа, дали има алтернатива членството на НАТО за Македонија? Македонија во однос на глобалниот мир, стабилност и безбедност нема алтернатива. Евроатлантските структури, односно членството на Република Македонија во НАТО, е единствената најдобра алтернатива. И токму ради тоа, членството во НАТО е една од стратешките определби на владата на Република Македонија. Има политички консензус во земјата за ова прашање и Македонија не се откажува во однос на нашата определба за членство во НАТО. Ние сме свесни за принципите на НАТО, принципот на солидарност и консензус, кој во моментот, иако изгледа толку во процесот на интеграција предизвик, откако ќе стане Република Македонија членка, овој процес на консензус е еден од најјаките механизми за рамноправност на членките во НАТО, односно Македонија да биде рамноправна со сите останати членки во НАТО. Без разлика на исходот во Чикаго, како што спомнав, за да не имаме погрешни сваќања или очекувања. Во самитот во Чикаго на НАТО, во моментот во агенда нема проширување, односно нема тема за покана на Македонија во НАТО. Меѓутоа, нашата определба за НАТО останува, затоа што тоа е најдобрата алтернатива. Второ, нашиот придонес во НАТО мисиите останува. Ние сме исто така заинтересирани за наоѓање на конструктивен начин решенија со Република Грција за надминувањето на прашањето со името, со цел што побрзо Македонија да стане членка на НАТО. Нашиот пристап во ова прашање е партнери во решение визави ривали во проблем. Ние ова
прашање го гледаме за предизвик за двете страни и двете страни како партнери да пристапиме кон решение на ова прашање. Министре, македонските војници рамо до рамо партиципираат во мисијата ИСА во Авганистан. Дали стана збор за евентуално зголемување на бројот на македонски мировници во Авганистан? Стана збор за трансформација на мисијата на НАТО во Авганистан после 2014. Нашиот став е дека Република Македонија ќе го следи одлуките што ќе се носат во самитот во Чикаго во однос на трансформацијата, како што ќе прават другите земји членки на НАТО, така согласно на нашиот капацитет, ние ќе продолжиме со нашиот придонес во НАТО. Ќе повторам, значи, ние остануваме кредибилен партнер на НАТО, квалитетен партнер на НАТО. Ние сме меѓу земјите со топ 5 земји со највисоко учество пер капита по глава на жител на наши мировници во Авганистан. Тоа беше и пораката дека Република Македонија останува во ова определба и затоа една од нашите предлози и разговори во состанокот беше доколку Македонија може да добие покана за членство во НАТО и во самитот во Чикаго и низ процесот на пристап кон НАТО. Тој процес вообичаено трае од година до 2 години. Низ тој процес да се најде заедничко решение за името и Република Македонија низ процесот на пристап кон НАТО да го реши прашањето со името и да може да стане полноправна членка на НАТО како варијанта уште од сега да се добие покана за членство во НАТО. Меѓутоа, ова прашање не е се уште прифатено како прашање, туку една иницијатива што дава можност конструктивно и двете страни да размислуваат и да дадат свој придонес кон ова. Секако дека за еден ваков пристап може да се реализира единствено заеднички со Република Грција и Република Македонија. Министре, ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас.